Hello, луѓе! Одлучив да почнам еден проект што мислам дека многу од вас ќе ги интересира, а тоа е како изгледа моето секојдневие. Планирам за сега барем да ви влогувам на недела дена и секако клучните делови од моето секојдневие ќе ги забележам на камера и ќе ви ги пренесам во едно видео. Многу луѓе ме прашуваат затоа што ме знаете од телевизија или од портал или не знам, Македонија е мала па се знаеме сите меѓу себе. Знаете и дека сум воедно мајка на мало дете и семејна, да речем, жена. И ви интересира како успевам да ги ускладам сите тие работи да изгледаат така како што изгледаат. Моето секојдневие е полно со пропусти и грешки и полно со стресови, нервози, анксиозности, еден немир дали се ќе биде како што треба и дали е се планирано. Јас тоа ќе ви го прикажам реалистично. Значи, како живеам, како се подготвувам за емисиите, како работам, во какви услови работам, што ми се случува кога треба во исто време и да одговорам на некој работен повик и да го нахранам детето кога имам две алармантни ситуации и повици, како реагирам и на што давам приоритет. Значи, сето тоа ќе го забележам во влоговите што ќе ги снимам за вас. Она што денес го правам, се наоѓам во кола, тука е мојот сопруг, го знаете сите исто мојот сопруг. Тој ми е најголемата поддршка и кога се однесува на приватниот живот и кога се однесува на работата. Заедно работиме, значи буквално од така се и запознавме, впрочем и така почна нашата љубовна приказна преку еден работа на еден заеднички проект. Потоа нели продолживме и еве сме сега во брак и со дете. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека се работиме заедно и дека сето тоа што го правам не би изгледало така како што изгледа доколку ја немам неговата поддршка. Тоа е господинот кој што секогаш стои зад мене. Јас инаку вака тргнувам на снимање. Ова е мојот природен изглед. Вака излегов од дома, до сега работев на порталот. И обично оно што го правам, што не знаете за мене, а тоа е дека се шминкам у кола. Да, се шминкам у кола и тоа некогаш знае да изгледа очено лошо и камерата тоа го препознава и вие тоа го препознавате и ми коментирате често, но едноставно немам време и немам луксус да се шминкам дома затоа што за мене слободното време навистина е луксус и кога го имам го посветувам на некои според мене многу поважни работи отколку шминкањето. Така што сега ќе се нашминкам и ќе ви се јавам од Универзитет Скопје каде што ги снимаме впрочем и емисиите, ќе го видите и сетот и сето она што се случува зад камерите, ќе го видите и процесот како се снима и продуцира една емисија Мој избор што ја гледате на телевизија 24, а потоа и ќе ви пренесам уште неколку инсерти од моето секојдневие. Еве како изгледа теренска работа. Само што завршивме со снимање во Универзитет Скопје, се пакуваме и одиме понатаму да сработиме нешто друго. Завршивме со снимањето, како што ви кажав. Емисијата Мој избор оди секоја недела во 12 часот и 45 минути премиерата на телевизија 24, а во сабота околу 10 часот мислам дека одат репризите. Јас се трудам да ги правам што е можно поинтересни емисиите и целта е да се промовираат луѓе кои што јавноста не ги знае, а има толку успешни приказни за кои што не можеме да слушнеме затоа што се даваат приоритети на некои други теми и се прави едноставно ерозија на моралниот систем и на вредностите во ова општество.
некои работи мора да бидат поставени како што редот, здравата логика и етичкиот закон во мене, што би рекол Кант, налага. Јас го чекам мојот сопруг да излезе од една продавница за опрема и потоа удам на кај еден мол. Таму ќе се задржам малку во шопинг и удам да објавам едно многу важно интервју за денеска. Ќе видите како изгледа мојата работна средина, инаку работам од дома во детската соба на мојот син. Ќе видите и мојата работна средина и секако потоа ќе видите како изгледа нашиот дом полн со деца откако сите ќе се вратат од градинка и од училиште. Еве сум у мол. Одам да побарам нешто за јадење. Иначе сега во моментов дори снимам, забележувам чудни погледи во смисла дека обично нели кога држиш телефон мисля дека зборуваш со некој, ама пошто не е вообичаено некој така да оди се збори само со себе, кога него видат телефонот, мисля дека нешто не е окей со мене. Што стварно не е окей, ама влегов у машко. Да, влегов у машко, супер. Што стварно дојдов до мол. Порачав некој бургер да јадам и кафе да се напијам. Тоа ми е прво. Нешто што ќе го направам се зашто сум многу гладна. После тоа ќе идам да му земам пелени на Горијан и ќе идам да земам нешто за себе во Синсеј. После тоа планирам да идам дома да работам, секако да го средам овој влог и да го едитирам за да можете да го гледате. Ќе направам мал хаус тур да видите како изгледа нашиот дом, нашето секојдневие. Мислам дека тоа ќе ви интересира. И ќе видите што обично ние правиме. Највечер обично се играме, имаме family time и се спремаме за спиење, зашто Горијан е релативно рано заспива и потоа имам време малку да посветам на себе и да гледам евентуално некоја серија или некоја книга да читам. И тоа е тоа што се однесува до моето слободно време. Ако не го сметаме ова, а јас не го сметам зашто ова е дел од некој дневен план што се го реализирам и го доживам како обврска, не го доживам како шетање. Така што се јавувам за кратко, чекам бургерот да ми стигне. Постам обично во среда и петок постам, но денеска еве со еден бургер и за жал морам да јадам во мол. Иако не сум некој фан на јадење храна од мол. Има некој гласен човек позадина. Има некои луѓе кои што едноставно кога ќе видат дека снимаш, се наметнуваат со гласно викање или со не знам, со појава у кадар. Едноставно имаат таква потреба, не знам, ја не можам да ја разберам. Но да знаете дека позадинскиот звук, игнорирајте го. Инаку не сум фан на јадење у молови, но сега немам друг избор, затоа што маш ми е на состанок, додека е он на состанок, јас имам време да јадам и да убавам работи кои што треба да ги убавам. Обично сакам да јадам у некој малско мало кафанче, кај што има... Го знаете, она не и суди на книгата по кориците? Така беше за јадењево. Иначе, на ова се масирам. Сега ќе седнам. Значи се седнувам. Знам дека на другите ми изгледам као да сум излегла од кафана после 10 пива, ама едноставно јас за тоа многу не се секирам. Еве сум, стигнав дома. Значи, за кратко, почнувам да работам. Имам да сработам едно многу важно интервју, што ќе го објавам денеска. И тоа мислам дека ќе биде голем камбек за мене на мој збор, затоа што до сега работев за еден друг портал. Планирав да биде краткорочно, меѓутоа
малку се одложи, сега се враќам на мој збор, на моите авторски проекти. Ви кажав дека ќе направам еден мал хаус тур, чисто да видите како изгледа домот. Значи, вака ми изгледа домот. Тоа е се пред да има тука ужва. А после ќе видите како ќе изгледа кога ќе се вратат дома дечките. Ви кажав дека ќе ви ја покажам мојата канцеларија импровизирана, односно собата на син ми, детска, од го завршив интервјуто. Значи, нема посреќен човек од мене во овој момент, да ви кажам искрено. Предпразнично во некои борби да обезбедам интервјуа со многу интересни личности за порталот Мој збор. И ќе видам, мислам дека ќе успеам тоа да го направам. И тоа ќе биде едно од поголемите активности што ќе ги преземам овие денови, значи ќе треба да ги организирам сите тие интервјуа. Имам едно многу интересно, но ќе инсистирам тоа да се исполни, па ако се исполни, ако не, тогаш имам и други занимливости што можам да ви ги понудам. Именно што е поентата во овој момент? Новинарството јас го работам како страст. Пред се, заработката од оваа професија доаѓа одпосле. Прво се давате себе, а потоа едноставно ви доаѓа на наплата, си ги собирате плодовите од сопствената работа. И тоа така функционира. Интервјуто ми е завршено. Сега ќе земам малце време за себе, додека се уште не се пристигнати моите дома. Ќе правам супа за Горијан и она што следува ќе ви го снимам. Значи, тоа се одењето на фризер, средувањето на Горијан, времето што ќе го имаме заедно, кога ќе заспие, ќе работам уште. Имам работа и на едит на ова видео за да го подготвам за вас, но останете до крајот на видеото. Верувајте, кај нас ноќите се многу позабавни од денот, значи ние стануваме дуре ноќ. И се што се одвива она поинтересно во рамките на семејството се случува кога нема дневна светлина. Кога има дневна светлина, сите сме раштркани и немаме заеднички активности. Но најакото допрва следува, останете до крај. Од состојба на ред у состојба на хаос за буквално 2 минути. Како ми изгледа кујната, што до преска беше во совршен ред. Еве го господинот, кој што постојано има некои захтеви. Ете така. Сега пола од тоа од чинијата ќе заврши доле, ама тоа е нашата секојдневија. Еве го, шефот сега ќе да се шиша. Еве го. Значи, мора да се шиша. Инаку близко сме на само неколку метри, затоа не го ставаме во седиште, да не коментирате веднаш колку е тоа совесно или несовесно. Близко сме, така што ќе го видите резултатот на крајот. Ајде, идеме, чао, вози! Вози, Мишко! Вози! Еве го шефот. Бесни. Ке го кажам на учителката дека е бесен. Елка? Ај, не го дирај тоа. Може? Ајде. Има буба таму. Не буба. Никако буба. Ајде, кажи чао. Кажи на даме чао. Чао. Добро, чао. Луѓе. Малку светлото ми се менја затоа што имам сјалички. Тука сум во мојата канцеларија, односно собата на Горијан. Си ја чистам шминката. Секако пред спиење и со
го мијам лицето со гел за отстранување на шминка и ставам маска, ама не мора баш од такво издание да ме видите. Со маска изгледа очајно. Она што сакав да ви го кажам е дека само што го заспав, сега е околу 7 часот, само што го заспав горен, да, точно е 7 сатот, сега ми се смени сатот на компјутерот, само што го заспав горен инаку го заспава многу рано, заспава околу 7, секоја вечер оваа време, и станува некаде околу 5:30 наутро. Си има воспоставена таква рутина од бебе и мислам да си ја држи, ако му се измести таа рамнотежа, знае да биде многу напорно за него и да биде многу конфузен и едноставно да не е свој. Тоа што го заспевам инаку во дневна, затоа што мојот сопруг го користи ова време додека јас работам навечер да одмара, да спие. Он спие во спалната соба, ја некаде околу 10-11 завршувам со работа. Го преместувам горен во својата соба да спие и мојот сопруг, ако нема нели некоја работа околу монтажа и нешто слично, се легнува заедно со него во неговата соба, за да можам јас да одморам тој период од 11 до кај 5:30. А ако има работа, тогаш тој работи во текот на ноќта и така во главност ги именуваме смените. Значи, еден го чува 6 часа, па друго чува 6 часа и така натаму. Иде и во градинка, прилично добро адаптиран во градинка, меѓутоа сепак, знаете, може навечер да ви исцрпи тотално, доколку немате сон, потоа можете да бидете целосно дисфункционални следниот ден и затоа практикуваме да се менуваме за да може и едниот и другиот колку толку да одмори во текот на ноќта. Не знам какви се вашите искуства по тоа прашање. Јас сега инаку се одјавувам, седнувам да работам, имам уште неколку работи кои што треба да ги сработам за мој збор, ви го монтирам ова видео, ви го пуштам и потоа нели си ги обавувам сите работи што треба пред спиење, миење заби, чистење на лице и така натаму и си легнувам некаде околу 11 часот. Ова е еден ден со мене, еден секојдневен, највообичаен, најповторлив ден во мојот живот. Кога ќе имам некои активности, доколку имам за викендов, ќе ви ги снимам и тие. Немам никакви планови, но обично за викенд горе некај баба му и кај дедо му, што значи дека јас и маж ми обично ги планираме викендите за средби, дружби со пријатели. Ќе видиме овој викенд што ќе правиме, ако има нешто необично, ќе ви го снимиме и ќе ви го пренесеме и ви посакувам добра ноќ на сите. Чао, се гледаме утре.